Почитувани представници на медиумите, ви благодариме што се одоставил толкова број на нашиот појав за пресконференција. Она за што денеска би сакале да покренеме внимание е наративот кој се шири во медиумите во последниве неколку месеци односно зголемувањето на минималната плата во Македонија на 18.000. Ние како Сојуз на стопански комори, како представници на над 20.000 предпријатија во нашата држава, се залагаме за раст на платите на работените, но се додека тој раст е последица на функционирачки пазарни механизми, на зголемена продуктивност на работната сила и на зголемена економска активност во бизнес секторот. Секогаш во креирање на политиките на една земја треба да се водиме и треба да преовладува здравата економска логика. Одлуки кои се носат мотивирани чисто од популизам, водат кон дестабилизација, нарушени економски односи и подолба во општеството. Уште еднаш, како представници на над 20.000 компании се чувствуваме одговорни да ја предупредиме пошироката јавност за негативните ефекти кои едно вакво чисто политичко мотивирано зголемување на минималната плата може да има кај нас и на кон дестабилизацијата и на онака нефункционалниот пазар на труд до која може да понатаму да доведе до зголемување. Сакаме да подсетиме дека самиот закон за минимална плата има вграден механизам во него, согласно кој минималната плата се зголемува во март секоја година. Така, согласно член 4 од законот, исплатената висина на минималната плата во бруто износ за месец март секоја година се усогласува со 1/3 од порастот на просечно исплатените плати кај нас, 1/3 од порастот индексот на трошоците на живот и 1/3 од реалниот пораст на БВП за претходната година согласно податоците од Државниот завод за статистика. Оваа влада пред само 2 години веќе еднаш направи политички мотивиран популистички байпас на овој механизам, така што ја зголемивме минималната плата на 14.500 денари во нето износ. Од низата негативни ефекти кои зголемувањето ќе ги предизвика, веројатно најголемо е влијанието во насока на намалувањето на онака ниската ставка на продуктивност на трудот кај нас. Да подсетиме, скоро и да нема релевантен извештај на меѓународните организации кои се присутни кај нас, а кои не предупредуваат за екстремно ниската продуктивност на трудот кај нас во споредба со останатите земји. Во однос на ефектите во доменот на придонесите, ќе оставам колешката. Зголемувањето на минималната плата ќе влијае на намалување на мотивацијата на работените кои што досега биле попродуктивни. Бидејќи голем број на деловните субјекти, особено микро и мали предпријатија, немаат капацитети и моќи скалесто да ги зголемат платите на останатите вработени. Ако земеме предвид дека оваа мерка нема да води во плод со продуктивноста, можеме да нагласиме и дека во изминатиот период платите и без оваа мерка бележат значителен раст. Зголемените трошоци може да довесат до зголемување на невработеноста, да го отежнат процесот на отварање на нови работни места, како и да доведат до понатамошен раст на цените на производите и услугите кај нас. Зголемување на минималната плата исто така ќе ги поттикне и инфлаторните движења во македонската економија. Ако владата е искрена во своите намери да помогне на бизнисот и на граѓаните, тогаш треба да спроведе мерка со која што ќе се намалат ставките на придонеси кои кај нас се на екстремно високо ниво. Односно, кај нас ефективната ставка на придонеси и данок на личен доход на бруто плата изнесува 33%, додека, за споредба, во Германија изнесува 27%, Бугарија 19%, Словенија 18%, Хрватска 17% и така натаму. Оваа разлика реално е и поголема, која ќе се стави во однос на квалитетот на услугите кои што се добиваат од државните фондови за пензијско и здравствено осигурување. Треба да се истакне дека на повисоко поставена минимална плата од 18.000 денари, со вклучен данок на личен доход и придонеси, бруто платата или трошокот за компаниите би било околу 27.000 денари, односно за околу 50% повеќе од самата нето плата. Од земјите во регионот, Црна Гора веќе најави даночна реформа со која што ќе се намалат придонесите на плата. Ваквата ситуација со зголемување вештачко на минималната плата во Македонија на среден рок ќе води и кон зголемување на сивата економија, односно ќе принуди дел од работодавачите во борбата за гол опстанок на компаниите и за чувување на сите работни места, повторно да ја воведат праксата на плата во плик. Ако е тоа целта, тогаш треба да продолжи измената. Меѓутоа, верувам дека целта на државата е зачувување на работните места, подобрување на стандардот
на граѓаните и зачувување на бизнисите. Тоа го може само со пазарни механизми кои што ќе водат со плод. Благодарам. На кој начин би можело да се зголемија продуктивноста? Ја споменавте и продуктивноста како проблем со кој што се случува зимата, тоа го знаеме за разлика од зимите во Европа и кај нас. Обарањето на Сојузот на синдикати, гледаме дека и останатите синдикати се приклучуваат кон ова барање за зголемување на минималната плата во однос на економската криза во која што се наоѓа земјата. Како би требало да биде? Кој е вашето оптимално гледиште на зголемувањето на минималната плата, ако знаеме дека според европските закони таа треба да излезува 60% од просечната плата, а ние не сме на тоа ниво се уште? Дали колку треба да биде за да нема негативен ефект како што видите на компаниите од другата страна и на граѓаните? Ајде вака да почнам од почеток. Да, факт е дека има инфлаторни движења во нашата економија, односно зголемување на трошоците. Ама да го решите тој проблем со зголемување на плата, ви отприлика како да сакате да изгаснете оган со масло. Не оди така. Значи, подете ги зголемувате трошоците на компаниите, што може дополнително да ве унесе во инфлаторна спирала и да води кон дополнително зголемување на трошоците. До каде ќе одиме со тоа? И единствен начин да се излезе од таква ситуација е да се остварат услови за игра и за развој на компаниите и за повисок, едноставно функционирање на повисоко ниво на економска активност. Продуктивноста фактички вие, едноставно кажаме, економската активност поделено со инпут за труд, сати или број на работници, како сакате. Значи, ако немате поголемо ниво на економска активност, ако не функционираме на подобри услови за игра, пош не може да барате од нас зголемување на минималните плати, кога не можеме тоа да го држиме. Ако сме искрени во намерата како држава, во тој случај нека се откаже прво државата од својот дел од колачот, тој е во кој не придонесете. Бидејќи тој дел од колачот не го пипкаме, а само збориме за редистрибуција внатре во остатокот, меѓу нас. А со таа редистрибуција може уште полош ефект да направиме, односно да доведе кон гаснење на работни места и кон потешкоти во создавање или отварање на нови работни места. Никој не зборува за тие ефекти, а многу едноставно синдикатите да излезат и амблок да побараат зголемување на платата и многу популистички, многу гласови се како носи од маркетинг перспектива на владата, тоа е најлесно, меѓутоа некогаш треба да се носат, слушам многу често дека тешки одлуки. Поверете. Добро, синдикатот бара да збориме за синдикалната односно коефициентот и да раздаме заедно плати. Споменате дека ќе се зголеми неработеноста. Имате бројка колку луѓе би можеле да останат без работа? Односно, колку од компаниите, ако рекете имате 20.000, колку од компаниите не би можеле да го издржат овој товар за зголемување на платата и как е ефектот како колешката колку да останаме без работа? Во контекст на ова прашање мора да се напомене дека во Македонија 98% од сите компании се микро и мали предпријатија, кои што вработуваат од околу 80% од сите вработени во реалниот сектор. Кога ќе го земеме ова во предвид и кога ќе земеме во предвид дека изминатите 2 години ние сме во здравствена економска криза, каде што компаниите и онака едва издржуваат и сега, оваква мерка само дополнително ќе им отежна и така тешкиот процес кој го минат. Сите знаеме како помина спроведувањето на мерките во пракса, каде стигна или не стигнаа мерките, колку помогнаа, колку беа навремени и континуирани. И наместо да им помогнеме на компаниите со тоа што ќе направиме реални мерки, ќе им ги олесниме трошоците за даноци, за акцизи, за придонеси, ние им наметнуваме дополнителен трошок. Колков ќе биде ефектот во моментов не би можела да одговорам, заради тоа што треба да се спроведе анализа, анкета на терен. Меѓутоа, од секојдневните реакции кои што ги добиваме од нашите фирми членки, ситуацијата на терен е катастрофална. Постојано се затвараат компании, постојано се снуваат работни места. Верувам дека не треба да ни биде целта тоа. Целта треба да ни биде зачувување и заздравување на македонската економија. Ако велиме дека треба дека имаме план за забрзан економски развој наредните 5 години, тогаш треба прво да имаме економија, па за да можеме забрзано да ја растеме. Со затварање на компании економија нема. Извини, ако може само да се надоврзам, но ќе го посетам уште еднаш дека имаме механизам со кој платата расте и кој си порасте во март месец. Со ова правите ви байпас на тој механизам и дополнително зголемувате платата. Има механизам кој се пропишан со закон кој во услови на социјален диалог донесен. Два пати во 3 години правите байпас на таа мера. Тоа не е по никоја економска нити по правна логика, тоа е чист популизам. И уште една работа, имате многу компании во држава кои имаат, значи трговски друштва, имаат еден вработен управител и основач. За него ова е само дополнителен товар.
имате, направете, сигурно сум вие можете уште подобра анализа да направите колку процент компании така функционираат. За тие компании мора да биде само дополнителен товар кој онаква тој жуберот со трошоци за таа една плата. Ке нив само ќе има зголемување на кредонеска. Факт е дека во изминатиот период економијата се соочува со големи предизвици, економската криза, тука и енергетската криза, здравствената, од сите три различни аспекти, освен оно што го споменувате во делот на даноците. Европската комисија нотираше во својот извештај дека државата помогнала кон компаниите, но не доволно кон малите и средни предпријатија за да можат полесно да го надминат процесот на закрепнување од економијата. Кои би можеле мерки да се превземат? Имате ли некои предлози? Знаевме дека имаме сетови на економски мерки кои што ги превземе државата, но дали се размислили за нешто друго, бидејќи состојбата не се знае како ќе се одвие понатаму? Од почетокот на пандемијата и на кризата, ние како дел од Комора на сметководители при Сојуз на стопански комори се понудивме на владата за про боно учество во креирање на мерките, баш од причина што знаеме на терен што може да се спроведе, што функционира или што нема да функционира. За жал, гласот наш не беше слушнат, освен во одредени моменти кога требаше да послужи како дека сме се консултирале. Меѓутоа, мерките беа скроени така како што беа скроени и најголемиот дел од колачот го земаа повторно големите компании. Постојано апелираме дека она на што треба да се обрне внимание на терен е прво борбата со сивата економија. Имаме над 40% сива економија во Македонија и иако имаме цела стратегија како ќе се бориме со тоа, на терен во пракса гледаме дека не се постапува по истата. Кога на бизнисите ќе им обезбедиме стабилна и предвидлива бизнис клима без носење на законски решенија од денес за утре или од денес за вчера, туку ќе може да си ги планираат идните инвестиции, идните текови, тогаш можеме да размислуваме за стабилизирање на економијата. Од активирање на мерки имавме многу предлози кои што ги доставивме до владата, многу од тие не беа усвоени. Сега, последно со замрзнувањето на цените на прехранбените производи, она што го предложивме како Сојуз на стопански комори беше активирање на државните резерви со тоа што ќе се стабилизира цената на влезните инпути, на набавните на суровини, со што ќе може понатаму производителите да издржат со тие замрзнати цени. Меѓутоа, засега, она што го имаме како одговор е дека ситуацијата е стабилна, се следи постојано и доколку има потреба ќе се интервенира. Потребата е веќе одамна актуелна, меѓутоа дали ќе активираат останува на законодавците. Така и само кажете името измените на законот за трговија. Фирмите го споруваат тоа што ќе треба да платят 100% година на данниците и 2% ќе се планира. Вашата Во врска со работата во недела имавме и анкета пред сам дека во текот на минатата година. По принцип нашите компании, односно компаниите членки, начално немаа нешто против да биде неделен работен ден, сега има соодветни исклучоци во законот кои може да работат. И сега во однос на дополнителниот додаток во овие услови на позакрепнување на посtekономската криза, наистина да се потушуваат дополнителни трошоци, мислам дека не е во ред, меѓутоа како начално би рекол дека треба да направиме едно испитување за да видиме меѓу членките колку ќе биде товарот, за да можеме да кажеме дали тие 2% ќе бидат значителни и дали се за офицери би реагираат точно по тоа. Али пак кажам, ние како комора мислам дека бевме најприемчиви на идејата за неделна работен ден во однос на другите. Комори се додека ќе повторам соодветно се третираат исклучоците за да има дејности кои мора да работат, например ресторани, трговија и слично, така да се дека тие се правилно изнетирани. Тоа е во ред, а за во однос на товарот кој овие 2% представуваат понатаму ќе излеземе дополнително